Почитувани гледачи, добар ден. Вторник е, време е за нова епизода од Медицинско катче. Утрово, една убава тема, борбата со вечната младост. Освен пластичните операции за кои што зборувавме во минатата епизода, постојат и други методи, медицината оди напред, се почесто ласерот се користи во процесот на подмладување. Како оди цела постапка? Дали е болна? Колку се застапени мажите и жените во овие постапки? Има ли, колку е периодот на заздравување и за колку години практично не е подмладува ласерот? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Весна Пљаковска, дерматовенеролог, специјалист по естетска медицина од приватната болница Џибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден. Благодарам за поканата. Чест ми е навистина што сум со вас, што го делиме заеднички ова утро. Се надевам дека ќе им помогнеме и на двата пола околу темата за која што зборуваме. Целта ни е денес да го најавиме новиот апарат Морфеус, кој што неодамна го има во Систина. Ајде најпрво за самиот апарат, по што се разликува од другите апарати, за самата постапка, еве едно запознавање практично со апаратот и што добиваат на крајот на денот пациентите. Како една завршница. Така. Благодарам. Значи, ние во клиничката болница Џибадем Систина го имаме оној оддел кој што се нарекува Center of Perfection, така, каде што практично правиме спојување на повеќе специјалности. Она што го споменавте, ласерите, хирургијата, ние всушност тука ги врзуваме сите тие гранки, зависно од потребата на нашите клиенти. Така да во делот во кој што јас работам, а тоа е во дерматовенерологија, практично нашиот оддел сега ги има повеќе апарати, не е само Морфеусот, значи тоа е оној од последните новите апарати кои што ги добивме и надополнивме на оние претходните. Станува збор за еден нов апарат кој што врзува два начина на работа. Тоа е всушност микронидалинг велиме или микроинекции, микроигли, заедно со радиофреквентна енергија. Всушност, начинот на работа е преку навлегување, пенетрирање на тие микроигли во кожата, ја боцкаат и ја внесуваат радиофреквентната енергија во длабочина во ткивото, потребно од индивидуално, да кажеме, кај кој клиент колку е потребно да навлезе таа длабочина. Микроиглите кои што ги има овој апарат прават микроубоди во различна длабочина. Значи длабочината ние сме тие кои што ја контролираме и таа вообичаено оди од 4 мм максимум на лице, но до 8 мм може да навлезе во длабочината на тело. Значи со овој апарат работиме и лице и тело. Така. Откако ќе навлезат тие микроигли во кожата, во длабочина, тие ја пренесуваат радиофреквентната енергија, која што сама по себе, кога ќе навлезе во ткивото, прави еден топлински ефект. И тоа е оној контролиран топлински ефект, а целта на тоа е да може да поттикне стимулација на колаген и на еластин. И од тука велиме дека овој апарат на еден неинвазивен, односно минимално инвазивен, а не хирушки начин, помага да кожата всушност се затегне, да се обнови, да се регенерира и да го постигнеме оној посакуван лифтинг ефект кон кој што целиме сите, так, и машки и женски. Боли ли самиот третман? И се сложувам дека еднакво се засегнати и двата пола и скоро да еднакво е потребата и кај двата пола од овие естетски третмани. Боли ли самиот третман и колку се ефектите, мислам, веројатно бидејќи рековте дека има некакво радиофреквентно зрачење, предпоставувам дека има црвенило на кожата. Колку е периодот на опоравување после тоа и еве за колку се подмладува индивидуата, ајде да не зборуваме мажи и жени. Така. Значи, самиот третман би кажале дека е подносливо болен, значи болката е нели индивидуална работа кај секој клиент, кај секој пациент, односно толеранцијата на болка е нели индивидуална.
Меѓутоа, секогаш го чистиме лицето, значи постапката оди на начин да се исчисти лицето, да се нанесе локален анестетик и после 30 до 40 минути, откако ќе го отстраниме локалниот анестетик, практично пристапуваме кон самиот третман. Чувството е еден вид на пецкање до некоја, пак ќе кажем, поднослива болка, а се тоа зависи од регијата која што ја обработуваме. Во оние зони каде што коската е поблиско, да кажеме, на чело или кога работиме на дабл чин, може оваа болка да биде можеби малку поинтензивна и почувствителни да сме, меѓутоа, пак ќе кажем, тоа е поднослива болка. Третманот релативно кратко трае, 10 до 15 минути, повторно зависно од која регија работиме и која ни е, нели, значи не се работи цело лице, така? Се работи цело лице. Да, се работи цело лице, се работи подбрадок, се работи тело, се работи стомак, бутини, надлактици и спрема потребата. А ќе кажеме зошто го користиме, нели? Спрема потребата, практично ние ги адаптираме тие микроиглички колку длабоко ќе навлезат и зависно од таа длабочина е и да кажеме чувствителноста на телото. Во однос на тоа како е после самиот третман. Опоравувањето, значи, опоравувањето оди, да кажеме, навистина релативно брзо, со тоа што црвенилото е апсолутно очекуван ефект. Зошто? Затоа што таа радиофреквентна енергија која што ја спомнавме, велиме е контролирана топлина, таа го загрева ткивото. Самото загревање прави едно нормално црвенило на кожата и тоа е очекуван ефект, за кој што ние секако си ги информираме, нели, своите клиенти дека е нешто кое што е нормално. Зависно од, пак ќе кажам, каде сме работеле, тоа црвенило може да трае вообичаено од 1 до 3 дена максимално. Ретки случаи се каде што имаме некакво пролонгирано црвенило кое што може да оди до 7 дена, меѓутоа и тоа е нешто кое не спаѓа во некои, да кажеме, несакани, неочекувани ефекти, тука едноставно е заради пречувствителност на типот на кожа која што ја работиме. Во однос на, ми рековте... Колку години практично сме помлади после третманот? Веројатно тоа е прашањето кое што сите го одговорот практично сите го очекуваат. Јас би кажала вака, значи еден третман која ќе направиме со овој апарат може да придонесе да го осетиме тоа ефект на затегнување, кој што реално го согледуваме втората до четвртата недела, затоа што значи не е веднаш. Не е веднаш, не е инстант, да кажеме, ефект, туку е тука е нешто кое што го согледуваме втора, четврта недела, меѓутоа најдобриот резултат кој што се гледа, видлив, е некаде вториот, третиот месец, а може да оди максимално до 6 месеци на подобрување, значи на впечатливо разубавување, подмладување на кожата. Затоа што тоа е еден нормален процес во кој што почнува она поттикнување на создавање на колаген кој што е природен процес и трае, бара време за да се случи. Така да најдобрите препораки се да се направат 2 до 3 третмана, значи 3 третмани се просека ги правиме на 4 до 6 недели. Во однос на време траењето, колку е тоа ефект. Вообичаено, кога ќе се обнови кожата и кога ќе го постигнеме ние тоа ефект, тој е нешто кое што се задржува на нашата кожа и нема време на ограничување до колку, за разлика од, нели, кога ќе зборуваме за ботокс, филер и така натаму. Тука не, тука ние веќе сме ја поттикнале кожата, сме го направиле тоа создавање на нов колаген, сме ја зацврстиле, сме го подобриле тонусот, сме ја зајакнале кожата, но секако не ги запираме годините. Како тековно, нели, проаѓаат годините и нашата кожа повторно на природен начин полека старе, или ајде да кажеме на некој начин се опушта, значи тековно и тој ефект ние би требало, да, ако сакаме да го одржиме, да правиме повремени третмани на одржување. Доколку работиме со Морфеус, вообичаено после тие 3 третмани, велиме дека терапија, односно третман на одржување би бил еднаш годишно во просек. Така. Во принцип, кога зборуваме за лазерското подмладување, секогаш мислиме на лице. Меѓутоа, нешто што ме заинтригира, што го споменавте во текот на одговорите, дека се прави и на други делови на тело. Кој е ефектот таму, бидејќи и навлегувањето на иглите, колку што ве разбрав, е подлабоко таму, и што практично се третира? Само ќе кажам дека
Морфеусот не е конкретно ласер. Значи, кога ќе зборуваме за ласери, ќе ги споменеме не и ласерите кои што ние ги имаме нели на нашиот оддел, и тие работат малку на поразличен начин, иако целта навистина е повторно иста. Меѓутоа, Морфеусот како апарат, велиме, е радиофреквентна енергија. Ако зборуваме за него, како тој делува на другите ткива, токму тоа ве прашав, да. Така, значи тој практично, ако работиме стомак, работиме стри, работиме ремоделирање на масното ткиво. И велиме, тоа е не хирушки третман. Затоа ние во нашиот оддел ја имаме и таа можност, значи ова не би било магичен третман кај навистина преголема потреба да се отстрани масно ткиво. Во тие случаи имаме хирушки третман, така липосукција, имаме пристап од страна на пластична хирургија, меѓутоа го имаме оној интегриран пристап каде што се надоврзуваме со овој тип на третмани, или пак може да ги правиме изолирано како една монотерапија, монотретман, Морфеусот, кој што делува на ремоделирање на масното ткиво. Тоа е неговата цел. И доколку работиме стомак, надколеница, вишок на маснотија, опуштена кожа, значи тој практично ќе направи да дојде до структурирање на тоа ткиво, да го затегне и да направи измазнувачки и затегнувачки ефект на местата кои што ги работиме. Тоа му е целта. Така. А длабочината која што може да ја постигнеме со тие микро иглички, значи кои што навлегуваат внатре, е до 8 мм. Масното ткиво е подлабоко структурирано во нашата кожа и ова ни го овозможува Морфеусот како апарат. Така. Ајде да се вратиме пак кај подмладувањето. Имате и ласери, ги споменавте, меѓутоа има и ги работите и оние класични третмани, зборувам за боцкање со ботокс и со филери. Дали после ласерските третмани, околу ласерите најпрво, која е функцијата, бидејќи рековте дека Морфеусот е друг апарат, што се постигнува со ласерските третмани и дали тие можат, колку е тука периодот на опоравување и дали може да се третираат потоа пациентите, колку време треба да помине за да вбризгаат ботокс или филери? Супер прашање. Ова е можеби едно од најчестите прашања, знаете, кога ќе ни се обратат клиентите, што би било најдобро, доктор, да направам во однос на тоа, на избор, да кажеме, на апаратурата. Значи, ласерската светлина повторно зависно кој апарат станува, за кој апарат станува збор. Ласерите ние ги имаме на опсек на вистина повеќе. Да, зборувавме тоа со доктор Андреј Петров, е пред некој време, така да. Значи нив ги адаптираме според потребата на самиот клиент. Значи се одлучуваме терапевтот, односно докторот кој што го има својот клиент на кој што треба да ја направи процедурата, го адаптираме со одветниот ласер кој што треба да го постигне ефектот. Значи имаме ласери кои што делуваат од типот на CO2 фракционен ласер, кој во однос на подмладување, бидејќи не е темата таква, значи може би еден од водечките апарати во тој дел, тој прави исто така паралелно на Морфеусот, да кажеме, тој прави и во истиот дел рејувенација на ткивото, подмладување на ткивото. Меѓутоа, тука енергијата на ласерот е онаа која што има различен таргет, односно таргет ни е водата во клетките, се врзува со водата во клетките, прави таа денатурација на протеини и така натаму, еден физиолошки процес. Целта е повторно подмладување. Значи, во кој подмладување, регенерација, рејувенација, имаме состојби каде што повеќе се одлучувам или се одлучуваме да се работи со CO2 ласер. Имаме состојби кои што ни даваат можност повеќе да работиме со Морфеусот. Тоа зависи од многу фактори. Зависи од временскиот период, од возраста на личноста, од типот на кожата, од подносливоста на болката. Можеби ласерот е, да кажеме, за нијанса поболен, за разлика од Морфеусот. Меѓутоа, начинот на опоравување, да кажеме, е сличен. Значи, се зависи од индикацијата, односно од потребата на клиентот. Так,
После лазерскиот третман, ботокс и филери, колку време може да треба да помине? Секогаш може да комбинираме третмани. Паралелно, За подмладување најубавиот ефект е кога ќе направиме една комбинирана терапија, нели? Не постои, за жал, се уште не постои оној, велиме, магичен третман, влегувам. Кој што влегуваме, го сака, дали има некој мирикал, нели, некое чудо кое што ќе направи да изгледаме помладо за толку и толку години, се зависи од потребата. За колку време ви бараат, еве во принцип, без разлика дали се мажи или жени, веројатно ви се случило, влегува кај вас во ординација и ви вели направете ме помлад за 5 за 10 години. Постои ли нешто такво? Постојат и такви третмани кои што ги викаме glowing, нели, например, тоа може да се постигне со одредени лазери, каде што ќе делуваме повеќе на внатрешноста малку на кожата, ќе поштедиме површината на кожата, ќе навлеземе малку подлабоко и ќе го поттикнеме тоа создавање, да кажем, ќе разбудиме кожата, нели, и ќе поттикнеме да таа врзува вода, да се исхидрира подобро. Значи ги имаме тој тип на третмани, тука се и оние дополнителниот типот на некои благи хемиски пилинзи, на бустери, скин бустери кои што може да ги аплицираме во кожата и да направат едно хидрирање, освежување. Меѓутоа, во однос на кога зборуваме за комбинација на третмани, доколку се одлучиме да правиме лазер. Во тој случај потребата е да направиме еднаш месечно во неколку третмани, зависно што сакаме да постигнеме. Доколку сакаме да затвараме пори, може 2 до 3 третмани да бидат доволни. Доколку работиме лузни од акни, тоа е навистина захтевна, значи процедура која што бара навистина време и тука веќе имаме потреба од 5 третмани, па некогаш правиме пауза во летен период, па можеме да го повториме истиот тој процес. Меѓутоа, после лазерските третмани, вообичаено можеме 2 недели по лазерскиот третман да направиме некое аплицирање на скин бустери, односно на, дали ќе се одлучиме тоа да биде хиалурон, пептиди, ботокс, се зависи од пациентот и од потребата од возраста. Кога сме веќе кај возраста, тоа ми е следното прашање. Која е најмладата пациентка која што имала некакви барања, нели, естетски за промена, зборувам од она што вие го работите, и дали има некакво возрастно ограничување кога се почнува, која е најстарата пациентка или пациент кој што ви побарал, нели, некаква естетска корекција на лицето? Во однос на побарувањата, тука може да се зборува и тоа е, нели, тоа е нешто кое што ние сите впечатливо го согледуваме во секојдневието, дека скоро сите генерации во денешнината ги практикуваат и применуваат естетските процедури. Ако зборуваме за став е едно, ако зборуваме за обраќање кон нас, навистина тоа е од најмлада некоја популација, девојчиња кои што се уште се и во пубертет. Значи тоа се 14-15 кои бараат, па може би не баш толку, ама 16-17 години, кога знаете почнуваат да бараат зголемување на уста и на устните и некој таков тип на третмани. Тука би рекла многу етички е да докторот, терапевтот, лицето кое што се занимава со естетски процедури, да има една исклучителна одговорност во однос на ова, да знаеме кому му нудиме, што му нудиме и во кој период ќе прифатиме како терапевти, како доктори пред се, која процедура ќе ја примениме. Мојот личен став е дека секое младо лице на такви години, доколку нема навистина медицинска естетска потреба, мојот пристап е секогаш да се обидам на тоа лице да објаснам дека можеби не е најсоодветното време да се направи одредена процедура. Така да побарувачките, пак ќе кажам, се големи во секоја возрастна група. Оправдано е колку сме повозрастни да тие бидат зголемени и тука пристапот е повторно индивидуален, нели, да можеме да направиме комбинација од повеќе третмани, меѓутоа кај младите луѓе, барем сметам дека во нашата болница, во нашата институција, заради тој етички пристап и одговорен пристап,
нашето свртување е главно кон луѓе со естетски проблеми. Зборувам текстури на лице, лузни одакни кои што навистина ги работиме сите колеги на секојдневна основа и тие ги засегаат младите, најчесто младите луѓе. И тука е, знаете, тука и текако се применуваат тие третмани. А во однос на безбедноста, кој апарат ќе го применеме, Морфеусот е еден од тие кои што се лидери во препораките на третман на овие проблеми, конкретно лузни одакне, меѓутоа тука го применуваме и CO2 лазерот, па правиме комбинација со друг тип на третмани. Значи имаме естетски третмани кои што се од потреба да се разубавам и да направам некаква промена на себе и естетски третмани кои што се оправдани од медицински аспект. Каде се тука родителите кај овие малолетни деца? Доаѓаат со родители, претпоставувам дека сами не можат да дојдат на 16 години да бараат никакво разубавување. Кој е ставот на родителите, ме интересира? Многу чувствително прашање, искрено. Многу чувствително. Па ќе кажам, некако малку би се оградила јас во тој дел, затоа што можеби најмалку работам или воопшто и не работам таков тип на третмани. Ставот е претпоставувам над 18 години. Над 18 години. Над 18 години во секој случај каде што, знаете, каде што секој објаснување на лицето на кое што треба да му го направите тој естетски третман ќе допре соодветно до него и очекувате да имате една взаемност во однос на довербата и во однос на исполнување на тие очекувања, затоа што ние навистина се соочуваме и со луѓе во однос на естетските потреби кои што имаат нереални очекувања, а тоа се најчесто за жал младите лица кои што имаат помалку самодоверба и тука станува збор за исклучително емотивно чувствително прашање во кое што ние треба да придонесеме прво во основ да помогнеме така да бидете психолози на некој начин. Навистина. Да таа благосостојба ја подобриме, а не да сме дел од нарушување на нечие, како да кажам, нечија личност практично, така. Тоа не смееме да го дозволиме некој. Темата е многу голема, живееме во едно време во кое што убавината ни се презентира на некој начин на секое поле од социјални мрежи, реклами. Меѓутоа, еве, за крај на интервјуто, една препорака до пациентите од ваша страна. Мојата препорака е дека секој може на вистина и треба да го негува сопственото здравје, да ја негува сопствената убавина, да се обрати кај стручно лице, кое што ќе може да одвои време за да направи проценка за еден индивидуален пристап. Односно, да одвоиме време во кое што треба да ги слушнеме очекувањата на клиентот, на пациентот, треба да ги согледаме неговите потреби, треба да направиме реална проценка во однос на пол, возраст, проблематика која што има пред се, општата здравствена состојба, дали тоа лице со одредена процедура ќе го подобри или не дај Боже да кажеме да се наруши неговото здравје и ќе ја подобриме психофизичката, односно психичката благосостојба на лицето кое што треба да го направи тој третман. Значи, пристапот треба да биде индивидуален. Потребата се почитува, согледувањето од страна на терапевтот е да се видат реалните проблеми и потреби и да го избереме најсоодветниот третман, апаратура, која што ќе придонесе да го имаме посакуваниот ефект, без да го нарушиме здравјето, да го подобриме, односно да добиеме разубавување. Јас го сакам оној термин која ќе кажеме beautification, односно разубавување. Колку што можеме со помалку работи да го одржиме природниот изглед, да го разубавиме лицето без да нарушиме нешто кое што постои. Е природно, така. Е природно, да. Ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека едукативно влијаевме на сите оние кои што веќе се во план да направат некаква промена на своето лице.
сепак сменили за задржување на природниот изглед и на она што сме ние. Уште еднаш Така е. благодарност во името на Слободен печат за гостувањето. Вие, почитувани И јас, гледачи, останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете ги најновите информации на нашиот веб портал. Ви благодарам за вниманието.